Верувам дека на многу од вас ви е познато дека Вартоломеј Цариградскиот наводно пушти одобрување да нашата Македонска православна црква, како што вели, преименувана ќе биде во Охридска православна црква, али не архиепископија, туку црква од Северна Македонија. Меѓутоа, нашите во Македонија многу се израдува на овој, би рекла, за нас катастрофален њус или вест. Но да одам со мојот коментар на неделата. Денес македонците од Торонто и околината, иако во многу кусо време, но протестираа пред Онтарискиот парламент поради неправдите што се прават врз нас македонците. Не само од грчка и бугарска страна, туку и од западните земји, а сега и најновото, како што реков, наводно признавање на Македонската православна црква како Охридска православна црква, канонска црква, значи, а не автокефална, на Северна Македонија. На брзина го удрија тапанот во Македонија, а нашиот поглавар Стефан никаде го нема. Затоа пак владиката Тимотеј сака да им ги замати умовите на македонскиот народ. Наводно, како што вели, ние сме Македонска православна црква, а надвор нека биде Охридска, така рече Тимотеј. Исто како што се велеше, ние за внатрешна употреба ќе сме Република Македонија, а надвор поранишна Југословенска република или Северна Македонија. Ова се прави за да не стане народот македонски да се побуни и да протестира. Да не зборуваме пак за Пендаровски, па дури и Мицкоски се јави да честита и Бог знае кој од со нивни честитки. Верувам дека управите на црковните општини овде во Торонто и околината со нивните председатели ќе го викнат сега митрополитот канадско-американски господин Методи за да се изјасни што мисли за ова така наречено признавање. Ако во Цариград некои си така наречени богаташи кои водат некакви си трговски работи, тоа е кварт наречен Фанар, или таа патриаршија никогаш не представуваше, нити пак имаше можност да го представува грчкиот, како што вела тогаш, православен народ и црква, туку само Фанарот. Тој Фанар или фанароитите со ваква замка ја врзаа предходно Украина под православна црква на Украина. Што значи, ова пак за Македонија е уште еден атак, а можеби и најтешкиот за нас македонците. Кој им дозволи на подписниците за ова? Дали знаете исто дека во манастирот Јован Бигорски владиката Партени, што го постави Европа за да биде владика, преку струмичкиот владика Наум, а голем пријател на муртинското створење Заев, кој му диригира на Партени што да прави. Тој Партени изјави дека македонизмот е најголемото зло. А за ваша информација да спомнам дека манастирот Свети Јован Бигорски се шпекулира каде што самиот Партени Султанова е центар на бугарската разузнувачка служба. Ако македонскиот народ делел од својот залак, од залакот на нивните деца, за да изградат Господов храм, духовен храм, црковен храм, ако Македонската православна црква е мајката на сите православни цркви кои сега ни забодуваат нож во срцето, зарем треба на такви паганци да им се молиме или поклонуваме? Македонскиот народ во Република Македонија мора да се спротистави, мора да прекине да оди тој македонски народ во црквите, да не одат повеќе верниците во црквите, зашто токму тие што се сложуваат со одлуката на фаранот од Цариград земат плата од самите верници од тој македонски православен народ. Надвор од границите на Република Македонија, поготово овде, нема никогаш да дозволиме да нашата црква биде со друго име. Овде Републиката не помогна. Овде македонците ги ставија своите куќи под хипотека, зедоа моргич, даваа колку што имаат, зашто со љубов и горди беа со името македонско. Што ќе рече еден Тели Мариовче, или да спомнам фамилите на Спиро Сандерс, или на Божанин фамилијата, или
и на Коста Стенвик и многу други. Не овде, убедена сум дека ќе се остане како Македонска православна црква, секоја една црква, било овде во Торонто и околината, а убедена сум и низ целиот свет. Зашто тие се градени од македонците, дојдени од егејскиот, вардарскиот и пиринскиот тогаш дел на Македонија. Македонскиот народ мора да преземе мерки во Република Македонија. Направија од нас исто како со американскиве индијанци или native people. Целосно сакаат асимилација да не уништат. Каде сме ние, мои македонски народе? Ако сега не застанеме здраво и да се спротиставиме на сите оние кои не уништуваат, утре нашите деца и внуци со право би рекла да им дозволиме да не плукаат право в лице, зашто тоа и ќе го заслужуваме. Имаме уште шанса, само зависи од нас. Шансата сме ние, но ни треба и солидарност. Ни треба слога, ни треба човек кој ќе ги поведе, кој ќе не поведе сите нас смело, храбро и горди што сме вистински нишан кои постоиме и ќе постоиме. Моите мисли нека ги искаже Петре Темелковски и кај мене овде со цитатите што ги напиша покојниот писател Бошко Смаќовски, а кој ги презентира, реков, од поемата Толкување на болката. Македон, татко мој, ова ли е моето поколение? Јас, Филип II, цар на Македонија, денеска на 24 златец, 7507 лето, во гробот во кутлеш се превртувам и поради срамот со името наградено на државата ги проколнувам предавниците од родот мој со клетва голема и еднаква на срамот. Изроди едни, проклетство нека ве прати за целиот живот. Сите небесни молњи врз главите ваши празви нека се струполат. Дошто постои зло на веков и на светов, во вас да се вклешти, красти и улери струпести, душите продадени да ви ги вадат, крокодили острозаби, утробата да ви ја раскинат, орли крстатни на карпа вжештена, труповите да ви ги черечат, боговите севишни паднат на колена, од гробот ги молам, сета кълнатија, небесна и земна, и на овој и на тој век таму, врз вас да ја истурат изроди едни, што ја турнавте Македонија во пропаст да понира со пристанот ваш, името свето и знамето да и го поганат. Што се главивте туѓи вазали да бидете, и ја оставивте државата на милост и немилост, без име, без знаме, без закон, без круна, без престол и без цар. И ете, како што гледате, полека се наближуваат и последните 5 минути до крајот на нашата вечерашна емисија. Благодарејќи ви што и вечерва се дружевте заедно со нас
ви посакувам пријатна седмица, со желба да не слушате идната недела од 6 часот навечер на брановата должина 101.3 FM, каде ќе го откриеме ликот на познатиот релистет агент Васко Недановски. Од студиото на Глас од Македонија, од вашиот уредник и водител Драгица Белчевска, ви посакува добра и мирна ноќ. Предавниците